Дистрикт Цивил прес студио интервју на Зоран Иванов со Младен Чадиковски. Младен Чадиковски новинар, уредник, главен уредник, актуелен председател на ЗНМ, на Сдруженијето на новинарите на Македонија. Со него во ова интервју практично за многу нешта, за новинарството, политиката, за новинарите и Сдруженијето, за успесите на председателот и оспорувањата на председателот на Сдруженијето и секако за неговите амбиции. Младен Чадиковски, добре дојдовте во Цивил прес студио. Добре најдов. Председател на Сдруженијето на новинарите на Македонија, на најпрестижната македонска новинарска асоциација. Товар или задоволство? Задоволство пред се, товар веднаш после тоа, затоа што македонското новинарство не само сега, меѓутоа последниот период, да речеме и последнава деценија, навистина преживува тешки моменти, така што меѓу задоволството и товарот, јас секогаш го бирам задоволството, меѓутоа тие две работи мора да се комбинираат, не би го рекол товар, би го рекол одговорност, бидејќи навистина се случува нешта, ситуации кои што никој од нас не ги посакуваше и не ги посакува, меѓутоа тираме и се бориме. Кога Чадиковски велите тешки моменти, мислите на инцидентите април 17-та? Генерално зборував дека последнава деценија новинарството мина низ неколку фази во кои што новинарите плива или не плива добро, зависно од тоа кој, како, каде и на кој начин се обидуваше да се спротивстави на тенденциите за намалување или уништување на слободата на говорот. Меѓутоа, на крајот на денот испливавме некако од целата таа ситуација и одиме понатаму. Но знаете како, слободата тешко се стекнува, а лесно се губи и затоа велам секогаш треба да бидеме будни без разлика кој е на власт, како е на власт, дали имаме нешто подемократска влада или нешто помалку демократска, мораме да внимаваме. Така да 27 април секако е еден од тие елементи. Да се биде, што велите на новинарски штрек, имаме ли услови за слободно новинарство денеска? Еден период го именувавме како режим, како контрола врз медиумите. Сега? Порелаксирана е состојбата од тој аспект, ако го споредиме тоа време што го нарекувавме режим или автократија, кога имаше една тенденција сите или најголемиот дел од медиумите или највлијателните медиуми да бидат ставени под иста капа, во делот на слободата на говорот, слободата на мислата, ситуацијата е порелаксирана. Денеска можете што сакате да изјавите, да кажете и ретко ќе ви се случи нешто. Мислам, тенденцијата тоа да се замолчи не е таква брутална како што била, но има една друга работа. Системски не се променија работите, медиумите не се финансиски независни. Кога знаете дека имате финансиски недоволно моќни медиуми, тогаш не можеме да говориме за комплетна слобода. Тие две работи се многу тесно поврзани. Да, од еден друг аспект па и многу широка тема. Секогаш и кај нас и на запад и на исток медиумите имаат некој собственик, или е тоа државата или е, не знам, некој приватен капитал и разни интереси и така натаму. Но колку кај нас сега постулатите новинарски, можеме да кажеме дека новинарството е слободно, дека имаат релативна слобода без оглед на уредувачките политики? Постои таа релативна слобода, но иако ова што го рековте, так и на западот постојат собственици или во модерните земји кои што секогаш постои некоја тенденција на клинч, удар меѓу новинарството слободно и бизнисот, но кај нас е малку полоша таа ситуација. Зошто? Затоа што самите медиуми, па значи и собствениците на медиуми, согласно тоа се финансиски недоволно моќни да издржат притисок. Кога тие не се недоволно моќни да издржат притисок или кога дури и го користат медиумот за да бидат дел од една поголема политичка бизнис игранка, тогаш доаѓа притисокот врз
уредништвата и новинарите. Тогаш настанува тој проблемот. Сега ова време порелаксирано? Порелаксирано е од аспект на тоа што во делот на слободата на медиумите, во делот на слободата на говорот, во делот на слободата на новинарите, ситуацијата е релаксирана. Во делот на финансиската стабилност на медиумите, ситуацијата не е порелаксирана. Во делот на финансиската стабилност, ние и понатаму се соочуваме со проблеми, но за ова апсолутно не е виновен ниту само газдите на медиумите, ниту само политичарите, ниту само владата, ниту само опозицијата, ниту само новинарите. Мал пазар е, премногу медиуми се на тој ист мал пазар и во еден таков пазар, знаете како вираат медиумите. Плюс слаба економија. Мал пазар, слаба економија, многу медиуми, тоа е формула за една контролирана пресија врз новинарството постојано. Ке зборуваме за Сдруженијето на новинарите подолу во Дистрикт, но еве за да најдам некоја врска, бевте главен уредник на 24 телевизија, па се откажавте. Па пак бевте главен уредник, ако се сеќавам, па пак не сте. Што се случува? А сте во истата средина? Да, апсолутно, да. ТВ24 пружа една добра средина за работа, од аспект токму на ова што го говориме во делот на слободното изразување, без посилни, без притисоци или без некаков тип на влијанија кои што би биле ограничувачки фактор. Зошто сум, не сум, тоа бе ситуација, значи малку е поврзана и со овие ангажмани што ги имам со Сдруженијето на новинарите. Едноставно доаѓа момент кога велите, сега не можам да се посветам на сите работи максимално како што треба и ќе си речете, добро, доста е, дајте сега да ги не се носат. Така е, не се носат и подобро е вака. Навистина е подобро. Мислам, јас сум среќен што е тоа така, бидејќи имам доволно време за мојата новинарска, аналитичка, модераторска улога. Уредник и на култната А1 телевизија, еден период, пред незиното затварање, ми се чини непосредно, или се затвори заедно со вас? Да, и се сеќавам на еден разговор кој што со вас го имавме во тогашен пресинг на ТВ Алфа, токму пред затворањето на... Поентата на тоа подсетување ми е, сега во 24, исто така има концентрација на доста кадар од А1, искусни твои колешки колеги. А1 е огледало сега 24 на тогашното А1, носталгија некоја, што се случува? Од колегијален аспект може така да се каже, бидејќи поголемиот дел тамо сите, да речам, добро се познаваме и од претходно и фино функционираме, но дека 24 е огледало на А1 или дека било кој друг медиум во кој што исто така има концентрација на доста новинари од А1 може да биде огледало на А1? Не може. А1 живееше и вирееше во едни сосема други услови, во едно друго милје, кога работите сегашни, со тогаш не може да се споредат. Но бидете сега внимателен малку, ова го прашав од овој аспект. Уредувачката политика, А1 на времето ја доживуваше македонската јавност како принципиелна, но и политика која не простува на политиката, мислам на уредувачка политика која не простува на дневната политика и која рушеше дневна политика која не беше адекватна или на општествените потреби. Од тој аспект, таква ли е сега и 24 со тој ментален склоп и таа ментална енергија на новинарскиот кадар? Менталниот склоп е се случија локални избори каде што наспроти сите анкети се случија некоја дисторзија на резултатите. Менталниот склоп е ист, меѓутоа моќите и влијанието не се исти. Не зборувам само заради воспоредбата на 24 и А1. Повторно ќе речам друго време, тогаш телевизијата беше многу моќен медиум, најмоќен медиум. И сега е моќен медиум, меѓутоа силината на телевизиите сега и пред 10 на 15 години не може да се спореди. И токму поради тоа сега не можете да кажете дека имате некој стожерен медиум или 2-3 стожерни медиуми кои можат да се здружат и да урнат влада или да сменат концепција. Интернетот го релативизира тоа влијание. Интернетот е едно што го релативизира тоа влијание. Второ е што самото новинарство после згаснувањето на А1 малку загуби од својата моќ и тежина. Она што беше во тоа време целта на тогашната влада, ќе ја срушиме
А1, за да ги покриеме и другите медиуми, тоа на некој начин се случи во тој период. Но А1 рушеше или сакаше да руши влади? А1 работеше по уредувачки принципи кои што требаше, или јас мислам дека секогаш беа поврзани со некои прогресивни, напредни, авангардни сили. Кога од тие принципи ќе застранеше одредена партија, човек, поединец, мислам дека тука луѓето гледаа судир кој што на многумина им се гледаше непринципиелен, а не беше непринципиелен, токму вистината е дека се работеше врз база на принципи тој суд. Ги спомнав локалните медиумите, го срушија СДСМ или СДСМ самиот си се сруши? Јас мислам дека во голема мера СДСМ најмногу придонесе за тој пораз и резултатите тоа го покажуваат. Впрочем, ВМРО ДПМН не доби поголема бројка на гласови од тоа што претходно имаше, но СДСМ изгуби една огромна бројка на гласови, што само тоа говори дека оној независен корпус на гласачи кои што многу се надеваа на квалитетни и суштествени промени 2017-2016 година на некој начин покажаа разочараност од дел од политиките кои што владата ги практицираше и од локалните политики, веројатно, предпоставувам, и во една таква ситуација неминуелно беше губење на тие гласови, значи независните ги изгубија дел од сопствените гласови, што покажа дека има проблеми во работењето. За аналитичката личност на Младен Чадиковски како новинар и уредник малку подолу во емисијава, што се случи на локалните од новинарски, од медиумски аспект? Колку медиумите генерално, не само за локалните, него воопшто, ќе не чекаат, веројатно ќе зборуваме подолу брзо, можеби и парламентарни избори. Колку се моćни денешните медиуми да бидат оние коректори во општеството, на гласачкото тело да влијаат? Секако дека медиумите, моќта на медиумите, меѓу другото се сваќа во таа општествена улога, кога тие преку своите известувања, работи, репортажи, анализи, интервјуа, сакајќи или не сакајќи, влијаат врз гласачкото тело за на некој начин да се определува. Но во оваа ситуација, конкретно, медиумите горе-доле, мислам дека прилично коректно си ја извршија својата задача, во делот на представувањето, дебатите и сето она што сакаа да го прикажат, за да можат на граѓаните да им го понудат изборот. Но пресудното влијание тука беше во политиките. И изборите, и самите знаете, не се добиваат у една недела, 2 или 3 недели додека трае изборната кампања. Практично, мислам дека губењето на власта на локалните избори на владеачката партија се должи на еден претходен период во кој што добар дел од политиките не беа испрактицирани онака како што беа ветени. Така, што се однесува до медиумите, опозицијата тука секогаш е во предност, не одговара за постапките, бидејќи ги нема алатките на државата, инструментите, не носи одлуки, а ја има во медиумите поради тој принцип на некаква добро и треба да има, тоа не е потребна или некаква понекогаш и нереална избалансираност. Таа нереална избалансираност не е присутна опозицијата во медиумите, наспроти анализите за потезите на власт од експерти од не би рекол дека е дали во редакцијата се чувства потреба, Пети главен уредник, дали во редакција се чувства потреба секогаш кога власта нешто ќе направи да се консултира опозицијата? Или да се пушти и го каже ставот свој за било што? Не, јас тоа не го чувствувам како потреба. Дали е тоа балансирање? Тоа не го чувствувам како потреба и дури гледам да не го направиме тој лажен баланс во смисла ако пуштиме изјава мора да пуштиме и друга изјава. Но тоа генерално го прават медиумите. Зборувам за формата и содржината. Генерално тоа се прави, го прават медиумите, што ја сметам дека не е добро. Дури во еден момент при нашите разговори вака во редакција рековме дајте да ги забраниме овие партиски соопштенија. Едноставно рековме ги забрануваме партиските соопштенија, бидејќи е многу смешно и неновинарски ако вие правите прилог или историја, не зборувам за кај нас секаде, во која што имате
една пресконференција, втора одговор на пресконференција и четврта одговор на пресконференција. Тоа си имаат огласни табли и своји сајтови партиите, нека си го прават тоа таму. Нашата работа е да извадиме тема и од темата да пуштиме став и на едните и на другите, доколку се вклопува во тој прилог. Доколку не се вклопува или е релевантно, нема потреба да ставиме па ниту власт, ниту опозиција, ако за тоа навистина не се поблиско поврзани. Или ако и едните и другите не се држат на темата што некој ја покрена. Така да, тоа се тие основни постулати, а ако прашате дали секогаш се придржуваат сите новинари до вас, се разбира дека не, и сега овде пак ќе се навратиме зошто е тоа така, затоа што некои стандарди во професијата се загубија во последниве години. Малку една ваша анализа, како да сте вие во анализа во вашата телевизија, некој друг ве интервјуе, сега во Дистрикт. Зошто си замина Заев? Ке ми речете, може би само поради резултатите од локалните? Не, мислам дека на Заев сега му олесни со заминувањето, што, значи, имам таков впечаток од неговите настапи, од тоа што можам да го чујам, што ми дава за одговор две работи. Тој е уморен од политиката, но не од политиката како општествена одговорност, туку уморен од луѓето во политиката, едните од тие со кои што соработуваше и соработува, дали се тоа партиски луѓе, дали се коалициони партнери, дали се разни центри на моќ што гравитираат околу премиерот, а второ е исто така заморени од овие европски политики на падни стани утре, задутре. Датуми во одреден момент предпоставувам дека се чувствува изневерен и внатрешно и надворешно. И после тоа, затоа мислам дека неговата одлука да се замине не е конкретно и само поврзана со локалните избори, туку со еден подолг период. Го спомнам како пример, како парадигма во политиката од возвишување и на меѓународната заедница, па и на добар дел од домашната покрај сите контраверзи со Преспанскиот, благодарејќи на неговата упорност, можеби некој ќе рече политичка наивност, Македонија влезе во НАТО, можеби и тоа не е толку битно колку со Грција го реши деценискиот спор, што можеби никогаш не ќе се реши. Може да се полемизира како што се треба ли северна, не треба устав и така натаму. Ние географски сме тука каде што сме, веќе да ми со Бугари имаме проблем околу северна, да не се мисли на Пиринскиот дел и така натаму. Тоа се други теми, други историски прашања. Но ете, вредеше ли на еден политичар таква жртва и како е можно од такви височини толку брзо да се падне, нели, толку доле истата таа јавно што те поддржуваше, буквално да те тресне од земја. Тоа ли е ризикот на политиката, вака како новинар кој долго години ги наблюдувате овие процеси? Му се случило ли на друг политичар вакво фиаско? Не сметам дека тоа е ризикот на политиката, затоа што Заев како лидер на СДСМ ги доби минатите парламентарни избори со сменат устав и сменато име. Што значи него граѓаните не му ја испорачаа казната. Ги доби во коалицијска врска победата на изборите, ВМРО и тогаш имаше пратеник 2 повеќе. Па да, меѓутоа коалицијската врска тогаш беше заедно со без разлика на тоа, предизборна коалиција беше. Кога имате предизборна коалиција, имате малку опасност да ве казнат и заради предизборната коалиција. Значи, вака или онака тие избори ги доби и не беше испорачана казната за менување на името и за промената на уставот и за членството во НАТО, кое што несомнено сите го поздравуваат. Казната дојде пред се, ми се чини, заради внатрешните политики и неможноста да се справат со ситуациите кои што беа исклучително значени за граѓанското општество. Тука е проблемот. Како телевизија објавувате нон-стоп секој ден и за овие 3-4-5 години, нели, е владењето на се уште актуелната власт и за разни афери, аферички, така натаму, корупции, нели. Не ја штедевте власта. Власта милува, но корупцијата урива. Тоа ли е главната причина? Не, апсолутно. Нас новинарска работа ни е да не штедиме никого. Зборувам, прашувам за тоа што се случи на македонската политичка сцена. Мислите во делот на ова со корупцијата? Така, да, така е. Значи, тој дел на кој што е еден сегмент од
владењето кој што требаше да биде сосечен. Практично оваа влада дојде на власт за да се справи со корупцијата и за да ја донесе правдата. Тоа беше лајтмотивот на доаѓањето. Меѓутоа тоа не го видовме, или барем не го видовме во мерка во кој што тоа треба да биде доволно вреднувано. Повеќе телевизии, нели, како влијание национални, меѓу кои 24, се негува таа отвореност со граѓаните, тие хајд паркови, нели, современи сега. Таму немаше ден, или нема и денеска ден, да не се укаже на корупција и така на. Власта не ги слушали тој глас на народот? Еден од проблемите е што ми се чини кога ќе помине известно време во кабинетите, било која влада, па и оваа тоа и се случи, и овој премиер, после одреден период остануваат затворени во сопствените кругови, каде што разговорите што ги водат меѓу себе, ги водат кон заклучоци дека работите одат добро, економијата функционира, со корупцијата се бориме, имаме проекти вакви, проекти онакви. Аферите ги игнорираат. Аферите ги игнорираат или велат не се толку силни, па добро, на секој може да му се случи и може да му се случи, не е спорно, но тоа треба да се реагира промптно, брзо и ефикасно. И кога ќе се ставите во стаклено звоно, тогаш не го слушате доволно гласот на народот. Го спомнав премиерот Заев, и треба ли на Македонија сега во релације со Бугарија за решавање на спорот, како политички капацитет? Од сега натаму ќе продолжи диалогот со Софија без него? Па, да, ќе продолжи без него. Дали Заев е потребен, тоа претпоставам дека најдобро го знае самиот тој. Меѓутоа, не мислам дека ќе биде целосно исклучен. Прашањето е во смисла на неговата флексибилност во однос на преговорите. Подготвеност да понекогаш, како со преспанскиот, емотивно некаде да се скрши општеството, но државата цела, нели, за општо добро на сите да исчекори. Да, претпоставувам дека таков тип на политичар кој што може да извади максимумот од одредена ситуација без да условно речено загрози на по-сериозен начин некои национални политики, тешко дека може да има во моментов некој друг од таков калибар. Меѓутоа, никогаш не можете да бидете сигурни во тоа, ќе има и нов мандатар и ново водство кое што веројатно ќе продолжи дел од овие политики. Не мислам дека влијанието на Заев и во СДСМ и во владата ќе биде целосно изолирано. Поврзано со ова, моето следно прашање до вас е ќе издржи ли оваа новата влада без Заев до 24-та година до редовните парламентарни, или сепак, како што притиска и инсистира опозицијата, во услови на практично блокиран парламент кој може да продолжи, или сепак ќе се шлепаме некако без избори? Многу ќе зависи и од тоа што ќе испорача Европската Унија како резултат во однос на почетокот на преговорите, што секако зависи нормално и од македонскиот договор со Бугарија, но од таа ситуација ќе зависат многу работи, бидејќи ако во еден приближно, релативно кус или среден рок од неколку месеци не успееме да дојдеме до ситуација во која што ќе кажеме дека датумот е тука и постои, заморот и кај коалиционите партнери ќе биде голем. Од една страна ќе го имате СДСМ како најголема партија која што не може да го испорача ветеното, а многу вложи на тоа прашање и како ветување и како секојдневно низ тие куси рокови постојано за тоа се збори. Од друга страна го имате ДУИ, но ДУИ има една покомотна позиција, се уште е најсилна партија во албанскиот политички блок и во една силна политичка пресија врз општеството, бидејќи оваа тема се уште се држи многу високо на агендата, не е како во Албанија, каде Еди Рама тоа прашање го фрла на страна и владее, тука е тоа круцијално прашање, да речам исто толку колку што е енергетската и ковид кризата. И во една таква ситуација може да се деси помалиот коалиционен партнер утре рече во ред, одиме на избори, ова веќе вака не може да се издржи. И у таа ситуација резултатот од изборите, претпоставувам можете да го претпоставите. Водството на политичкото водство на ВМРО-ДПМН, партиското водство тврди дека партијата е реформирана. Има и конгрес сега, Мицкоски повторно е првиот човек, нели, на партијата.
притискаат за предвреме. Подготвено ли е вака од вас новинарски аспект ВМРО да помене да ја преземе власта, да преземе кормилото после тој режим нели на Груевски? Па добро, секако дека има промени во ВМРО ДПМН, не можеме да кажеме дека тоа е истото ВМРО. Сега видовме една малку поинаква реторика дури во последниот период на Христијан Мицкоски, но дали е подготвено и дали е комплетно реформирано ВМРО ДПМН за да влезе во една ситуација каде што ќе кажеме дека имаме модерна европска демократска влада, тоа не можам да го кажам, бидејќи внатрешните структури или оние остатоци, да речеме, од оној режим, претпоставувам дека се уште гравитираат и сакаат да бидат дел од тие случувања, но јас се надевам дека Мицкоски, ако сака да биде лидер, кој што утре можеби ќе биде и премиер, но ако сака да биде водач во една прогресивна партија и во една Македонија која што навистина ќе чекори кон тие чекори кон Европската унија, мислам дека и целиот тој вординг и одреден круг околу него се уште му треба до реформирање. Да, но околу делот, околу Преспанскиот заврши изборите. Топло-ладно беате. Падна таа, прифатена е таа северна, дури и советниците почнаа да потпишуваат и така натаму, устав, не устав. Така е, но има едно гласачко тело на ВМРО ДПМН што тоа ќе го следи веројатно и понатаму. Тоа сакав да кажам, тоа може ли да му се случи на ВМРО како што на СДСМ само од некои други причини заради двете метли најавени па неизметени. Предпоставувам има еден корпус на гласачи во тоа тело на ВМРО кој што веројатно нема да прости таков тип на според нив предавство. Така. Но сепак би рекол дека тоа е помал отколку оној корпус на гласови што го имаше СДСМ што го изгуби, бидејќи ВМРО има една силна организација во која што знаете како велат, членовите реагираат и делуваат како војска хиерархиски и можат да се водат и со вакви елементи. Но има еден тип на, да речеме, оние, како би ги рекле, тврдокорни, антички и така натаму, кои што веројатно не би го простиле тоа, но колкав е тој квантум не можам да речем. Прашав околу преговорите Скопје-Софија и улогата на Зоран Заев сега. Може ли Мицковски да биде некоја компензација во тој диалог со Софија или се уште не е таа партија ментално подготвена да уште пошироко се отвори, токму заради ова што спомнавте атрибути во предавници, патриоти и така натаму? Не верувам дека Мицковски би влегол во било каков аранжман дури и преку коалициона широка влада или во широка платформа за преговори со Бугарија. Она што опозицијата го сакаше го доби, тоа беше резолуцијата во собранието, каде што македонските национални интереси се заштитени во делот на идентитетот и така натаму. Така што сега малку ќе карикирам, се извинам, тие се заштитени од 44-та наваму. Не, така е, меѓутоа и требаше од политички аспект тогаш на опозицијата и власта го прифати. Дали ова водство на ВМРО ДПМН е подготвено нешто да чепка и од пред 44-та натаму, нели во историјата. Во таа смисла дали се ментално подготвени како партија или таа европска реформа се уште не задувала. Мислам дека како и кај Преспанскиот договор и во овој иден, доколку се случи договор со Бугарија, опозицијата ќе се обиде да седи настрана, премолчено дури и да го одобри, но декларативно да не го прифати. Воопшто некако решение, ние ги знаеме нашите црвени линии, но и Софија ги има во таа декларација на која се новиот премиер Петков, за разлика од уште тврдиот Радев, се обидува нешто да бара некои процепи веројатно во таа резолуција или таа да се промени во некој дел или условно Македонија да добие. Може ли тоа брзо да ни се случи еве јануари, нели, или ќе чекаме цело француско претставство така да помине? Ова дипломатска битка, војна меѓу Македонија и Бугарија, мислам дека на крајот мора да се заврши со она познатото, се согласивме да не се согласиме, бидејќи инсистирањето на тие историски компоненти кои што влијаат врз идентитетот не може да пројде во македонското општество. Дали Бугарија и премиерот Петков ќе направат чекор назад
за да можат да се откажат од дел од овие барања кои што го задираат идентитетот, не сум сигурен, но се гледаат нови ветришта. Се гледа една помодерна, попрогресивна политика Значи, тамо. можно е некои прашања од преголема чувствителност да бидат оставени, да бидат оставени или ставени под тепих, или едноставно да се каже дека тоа се прашања за кои што нема никогаш и не треба да се согласиме, бидејќи тоа е дел од европската култура најпосле. Ќе решат ли нешто предвремени избори? Парламентот е блокиран. Во моментов не гледам што би решиле предвремени избори. Власта не е за избори, опозицијата бара избори, нели, дури негде на пролет да завршат, но во услови кога е парламентот блокиран практично. И тој ќе продолжи да биде блокиран ако опозицијата се однесува како и до сега. Добро, сега која е со сврхата? со приклучувањето на претенциите на алтернативата, веќе она мнозинство тесно од 60, 2, 3, 4 луѓе се присутни и поголем дел од законите. Но тоа е форма Чадиковски. Да, но буџетот се донесе. Ако пушта за било кој закон или за било која реформа 4000, 5000 амандмани, пак ќе го блокираат. Значи, ако нема диалог, политичка култура, нели, на диалог. Тоа е дел од политичката култура во Македонија. Сакам да кажам, може ли да се на тој начин преку на тамошна блокада на парламентот да се издействуваат, да се насилно да се силува јавноста за да притисне за предвремени избори? Не верувам дека и опозицијата ќе инсистира нешто премногу на тоа во овој период. А можно ли е без избори промена на власта? Некои медиуми веројатно сте забележале на албански јазик, македонски, прогнозира дека можно е нова коалиција после средбата на Мицкоски со Ахмети. Не, тоа мислам дека спекулација. Тоа мислам дека не е возможна ситуација. Не би го направил никогаш или Мицкоски не би се согласил? Не би го направил во овој момент, не би го направил бидејќи предстојат решавање на овие крупни прашања пред се со Бугарија и мислам дека таа шанса СДСМ и ДУИ ќе се обидат заеднички да ја истераат до крај, така што не верувам дека во оваа констелација на односите е можно формирање на ново парламентарно мнозинство. Тоа може да се случи дури после предвремени избори. Така, наближуваат избори во Сдруженијето на новинарите на Македонија. Може би ќе се поклопат со парламентарните, може би не. Останувате кандидат или рано е се уште за ова прашање? Навистина е рано да се каже, има уште цела година до може ли во некој следните избори во ЗНМ? Еве да искористиме дистрикт да се пофали Младен Чадиковски во овие 3,5 години или 3 години колку што направи се за новинарската заедница Сдруженијето? А кои беа најголемите проблеми? Да, имаше, значи ајде да почнуваме од проблемите и она што се обидовме и успеавме да го спречиме, тоа е враќањето на владините реклами во медиумите. Тоа беше една ситуација во која што и владата и дел од медиумите или дел од сопствениците на медиумите, ќе бидам поточен, инсистираа на повторно враќање на владините реклами во медиумите, но ние бевме многу јасни дека таков тип на враќање на медиумски кампањи кои што немаат ниту јавен интерес, ќе значи повторно корупција во медиумите на истиот начин на кој што беше анти-ковид, тоа е јавен интерес. Затоа кажав, и за тоа имавме за кесите најлон, нели, или ако е за корупцијата или ако е, тоа нема јавен. Меѓутоа за вакцинацијата се разбира дека има јавен интерес, но медиумите не се обични фирми и компании, тие треба да го остваруваат јавниот интерес и тогаш кога за тоа не земаат пари. Така што, нашиот став беше и е дека медиумите и треба бесплатни кампањи во смисла на заштита на јавното здравје или вакцинацијата. Дали како здружение насетивте дека тоа може да биде корупција или да бидат обвинети медиумите за корупција од страна на државата, плаќајќи ги тие реклами, за кои нормално газдите се заинтересирани бидејќи приход е во прашање. Треба плати да се земат. Видете, ние размислуваме многу фактички и многу принципиелно размислуваме. 7 години, 8 Сдруженијето на новинари и тогаш, со претходникот Насер, се бореше како да се укине тоа финансирање на медиумите со државни пари, кое што беше најголемо зло во времето на ова што го велиме режимот. Се историја
десетици милиони евра во медиумите, резултатите сите ги видовме. Купена уредувачка политика, купени уредници, купени собственици на медиуми, уништено новинарство, уништен дигнитетот на новинарската професија и да не набројувам понатаму, свесни сте. И сега после тоа доаѓаме со идеја, ајде сега ќе ги враќаме владините пари во медиумите, зошто? Затоа што медиумите велат дека немаат пари. Значи тоа едно со друго нема врска и не оди. И имавме, знаете какви размислувања, ама ние не сме како ВМРО, ние нема да бараме ништо за возврат. И малку е дури интересно и смешно тоа да се каже. Како медиуми да не покрие настан за некоја компанија која со години како финансира... принцип ние мораме да обстоиме на тој став, бидејќи утре најдемократската влада да имате, ќе се смени со некоја помалку демократска и ќе го искористи тоа прашање и ние што ќе речеме, ама со ВМРО не можеше, со СДС може. Зошто? Затоа што вие биле по-демократи. Тоа не постои во новинарството. Или се борите за принципи, или не се борите. Има забелешки дека е презатворено Сдруженијето на новинарите во рамките на раководството на председателот, не знам, управниот одбор, може би. Го имате такви впечаток? Или прашањево не ми е адекватно? Не. Вратите се отворени? Значи, за овие 3 години формирана е, навистина ги отворивме вратите. Формиравме секција на спортски новинари. Тоа беше прв пат се случува да се формира таква секција. Мислам, прв пат после многу години имаше на времето, да. Каде што членуваат 80 на спортски новинари од сите редакции, вклучително и од онлайн медиумите, бидејќи спортските новинари во добар дел се префрлија и во онлайн сферата, кои што активно работат, се борат за своите интереси. Имавме заедничка иницијатива на Арена и на Спорт клуб да нема веќе само српски и хрватски преводи, туку да си има коментатори на македонски јазик. Прифатено е, владата сега го комуницира тоа понатаму со Агенцијата за аудиовизуелни и медиумски одлуки. Имаме секција на сниматели. Прв пат е направена секција на сниматели при Сдруженија, после долго време, зборуваме за десетици години и десетици. Секција на сниматели каде членуваат 93 сниматели од сите редакции и од сите новинари, и од национални медиуми, и од терестријални, и кабелски, и секакви. И тие секојдневно ги адресираат на свој начин своите барања кон институции. На времето имаше и еден некој подпорен фонд за новинари кои остануваат или... Не, само да докажам, да, формиравме секција на млади новинари. Тоа е она особено на кое што сме горди, и тоа сега, пред неколку дена. На тоа работевме 7-8 месеци, дојдоа 40 на млади новинари, од, пак ќе речам, од сите редакции, кои што малку поинаку ги гледаат работите од, да речем, нас поискусните новинари, да не речем постарите, ново време, нови генерации. Сега, нивните барања на младите новинари, тие ни се најважни. Тоа мораме ние како ЗНМ, како ФЕЛА, како Сдружение да го адресираме понатаму, бидејќи младите имаат свој начин на комуникација, своји типови на медиуми, сосема друг пристап кон медиумите и сега треба да го искомбинираме оваа наша, како да ја речам, стара школа или школа на која што сме навикнати со нивната и таа да ја споиме во едно, за да го вратиме, за да се премости генерацијскиот јас. Имавме и добар судар внатре, знаете, како онака, дури на моменти и тензичен, меѓутоа на крајот заврши со истата порака, за тоа дојдовме, за да се видиме и да зборуваме. Нашиот термин одамна измина, но е дека бидеме толерантни, се надевам и од Цивил пред студио ќе ми простати мене, што пак дозволив малку повеќе да излеземе од терминот. Каде, Младен Чадиковски, останувате во новинарството? Имате ли некои понуди во бизнис секторот, во политиката, во многу колеги отидоа, нели, во јавни институции? Останувам во новинарството, наједноставно и најбрзо да ви одговорам. Понуди немам, не сум чул, има странични... Еве можност, нели? Да, можност, да. Така да, не сум ни размислувал за нешто друго, освен за работа што е тесно поврзана со новинарството и новинарството. Дистрикт, Цивил пред студио, Младен Чадиковски, ви благодарам. Благодарам.